Поплавени дворови, подруми, ниви со неожнеан орис и посејани житни култури е сликата во селата во општината Чешиново-Облешево, откако се излеа Кочанска река. Најкритично е во селата Облешево, Спанчево, Чешиново и Чифлик. Дворовите во долниот дел на селото Облешево се поплавени, а куќите се со влага. 80-годишната Марија Атанасова со гумени чизми и со гребула во раката се движи низ поплавениот двор. Вели не е прв пат да ги поплави Кочанска река и не исчистените канали за наводнување. Са бајле водата у 5 сато на иде у двор. А немаше, јас синоќа исклучих хидрофору, мажу ми вика, оти Маре, вика, зашо ќе исклучиш? Нема ништо. Викам, ќе изгоре цела куќа, струјата. Хидрофорот е јак. И јас до 12 сат се сум бил стражар. И по них вода, да имам моментално, викам, немој да не поплаве. Ко останах са бајле, викам, спасе, има што да се види у нашиот двор. Целиот е поплавен. Позади мене може да видите дошто дојдовме. Сега се негде околу 20 домакинства, така речено, под вода, каде што имаме и магазини со орис и тие веќе ги спасуваме некој што може да се спаси. Имаме жива стока од свињи и кокошки и тие ги некој спасуваме, меѓутоа што може да се спаси. Ситуацијата е алармантна бидејќи водата надоаѓа, не се повлекува, меѓутоа се уште дава прилив на вода. Со градежна механизација и со пумпите на Кочанската територијална противпожарна единица се санираат штетите, но и не се дозволува водата од каналите и реките да влезе во селата. Кризниот штаб на општина Чешиново-Облешево е на терен. Градоначалникот побара помош и од државните институции за да се справат со поплавите во населените места. Ние со малите можности што ги имаме со јавното комунално предпријатие, неколку денови веќе се бориме со овој проблем и бараме најсоодветни решенија. Излезени сме на терен секојдневно со капацитетите кои што ги имаме, но сепак морам да апелирам до целата јавност да пружи помош на нашата општина, бидејќи со тоа што го располагаме ние како капацитет не е доволно да се справиме со овој проблем. Жителите на село Чешиново, на кои што со градежни машини им се тампонираат дворовите, велат дека причина за поплавите во нивното село се неисчистените канали. Само да видите дека неископаните канали сами си го кажуваат своето. Не е доволно направено. Мал дожд, мал дожд. Големи количини на дожд падна, ама не обаво средените канали. Какви штети имате сега вие дома? Па штети поплавено и сега тоа ќе резултира со влага. Во понеделник ќе се формира и комисија, а граѓаните на Чешиново-Облешево ќе имаат можност да пријавуваат штети.